Ај, уште еднаш да се разбереме. Советна Европа, Венецијанска и сите надлежни органи по однос на барањата на амандманот на колегата Мурати велат дека Република Македонија ги надминала очекувањата на Европа за правата на малцинствата по однос на јазиците. Во Република Македонија има општини кои што се и тројазични. И тоа е окей, и тоа е добро. Тројазични. И тука ќе завршам, затоа што гледам дека сакате да ме навлечете на тема на која што буџетот не одговара. Вие од ДУИ секогаш ги гледате од тој аспект и барате начин како да превртите ситуацијата на права, на ова, на она, а не на животот, подобриот живот на граѓаните. Не знам дали ќе се согласите со мене, но стандардот и животот на граѓаните ќе беше многу, многу подобар, буџетот ќе беше многу поисполнителен, ако немавме со неподнослива леснотија грабеж од страна на високи политички структури од вашата партија, па можам да кажем и од сите партии до сега. Ако немавме голобради момчиња кои што на 20 години купуваат трговски центри и ако немавме таков безобразлук од крадење, многу подобро ќе бевме. И како држава, и како сите граѓани кои што живеат во оваа држава. Ниту албанците во Рачиново, ниту македонците во Радовиш и во Свети Николе нема да бидат посрекни ако денеска ние не одлучиме животниот стандард да им го подобриме. Верувај ми во тоа, дека е така. Единствено нешто што ние како политичари, избрани од нашите граѓани, треба да се бориме е животниот стандард на граѓаните, прво, и второ, создавање на услови да не ни бегаат младите. И ако е возможно воопшто да се вратат тие што избегале. Нема повеќе простор за вакви теми во 21. век во Република Македонија. Благодарам.